Ајде. Здраво, дечки, добре те уште едно моје. Кај сте бе, екипове, кај сте бе, добри ли сте? Дечко, да не прв пат гледате на мој канал. Шал, дечки, знаете дека јас стандард дое некој нов, јас се допирам. Добре во уште едно моје ново видео, денеска се дружиме со Марио Рангеловски. Предпоставам дека сите вие го знаете, бидејќи Марио може да ми биде татко ако останам збор за YouTube, сега што помина со сабскрајбери. Се шалам. Заслужено е, види. Тоа не е за подценување. Да, еден од ретките јутубери кои што стварно си го почитувам од македонската сцена, но да не навлагаме во тие теми. Денеска ќе правиме многу интересно видео, ќе се зезаме, глуп квиз, до сега снимив такви две видеа, од што сме многу креативни со Марио, еве дојдовме до идеја повторно да го снимаме глупиот квиз. Дали си подготвен за глупи прашања? Увек. Ја иначе сум познат на YouTube као некој што многу сака да филозофира и одговара на генерално секакви глупости, така што држ се, имам одговор на секој прашање. Поентава ми беше да видиме колку си глуп со глупи прашања, пошто принцип си паметен дечко. Да, ај. Фукај. Почнеме прво прашање, дечки, да видиме да едно што ќе направиме. Даре, стај таму. Зошто во Шведска сите се плави? Затоа што се Паметен бил многу. не знам да се остави. Не, затоа што се швеѓани, а швеѓаните се препознатливи по белиот тени и плавата боја на Тоа е коса. прашањето. Зошто? Таква ги родила мајката. А ти не си шведска? Не сум али наликувам на швеѓанин. Тоа, колку е тешко да се говори швеѓанин, као 6 чаши швепс. 6 чаши свеж швепс. Второ прашање. Зошто зајакот има долги уши, а кога тоа копаш? Затоа што поентата е да... Винаги поентата. За да слуша подобро. Не. Заради тоа што е многу брз и краток му опашот, заради тоа што ќе го запалиш побрзо да му се запали да направи. Стаја брзата Ова птицидица. ти го смисли се? Да. Добре, ја викам реално постои одговор на Трето, зошто два бона се двајца? Затоа што не се еден бон. Четврто, ако врбата е тажна кога врне, зошто не се радува кога има сонце? Кој рекол да не се радува? Па јас, кога човек се радува му се дига косата, а на врбата гранките не се дигаат и кога... И се дига нешто друго. А врбата кога е тажна, падна ти. Кој тебе ти паѓа кози там? Мене ме паѓа како јаво. Гледај така. Ја не И сега, значи врбата се радува според тебе? се радува. Да. Ти се радуваш, радувам, сите се. Среќен човек си. Тама. Ти се радуваш. Пето прашање. Зошто анален е фатален? Затоа што орален. За оние поента ни прашања не одговорат. Тоа е поентата. Не знам, затоа што е фатално уствари. Ај прво тоа да разграничим. Фатално. Сега Како слушај, ти не- Фатално е пример ако се фрлиш од први спред, Да, ти бидеш фатално. фатално повреден, ти текнува. Да, Сега не, бива дојди, главарен. Дојди, седни, насмеј се, ја извади протезата. Ај се. Стварно ли? Ај сад стани, ајде бе беге таму. Одиме понатаму. Шесто, зошто Рита ора кога Грујо копа? Затоа што имам еден одговор на прашање, не знам кога политички коректно да го кажа. Пуце, брат. Кај мене све е коректно. Здравите луѓе имаат 1000 желби. Добро. Болниот само еден. Да копа, бута, руши, да го доврши Скопје 2014. Тој епитет паметен Марио да дојде до изражај. За Марио. Број 1, Марио Рангеловски. Се најжив. За Македонија. Дали слепите луѓе сонуваат? Да. Брат. Ова е многу. Се зезам. Ова цензурира го даре. Да. Нека кажувате коментари што мислат тоа. Црн хумор. Осмо, ако рушите се црвени, зошто љубичицата е виолетова? Затоа што е љубичица, на српски љубичесто значи виолетово. Ама љубичица за американците не е љубичица. Како е? Violet. Violet на англиски е виолет.
Не, тие работи кај мене не ите драма нова со драма. Ту србомани све. Одиме понатаму. 9. Зошто семафорот има 3 светла, а не повеќе? Морам. Зашто глуп шофер кој што цело време сака на партизанска да прави самолетот брм брм брм, повеќе од 3 светла ќе му бидат многу да ги запамти. Не е тачно. Они не ги памтат ни тие 3 одма на жолто цепа. На црвен. Ми на црвено. Добро, Значи, според тебе едно до 2 светла се. Не, па има 3 светла затоа што реално тоа сообраќајниве знаци постои, нели? Црвено чека и жолто спреми се, зелено поиду. Ако има и плаво, што е плавото, стај мастика уста. Може да биде едно светло запеј. И така Македонија ќе просперира. Мене зелено ми е запеј. Ја кога ќе зелено, запејувам. Запејувам. 10 прашање. Зошто Дебар мало не е во Дебар? Бранко е крив. Зошто машката буба шваба ја кажуваме во женски род? Побашава. Бубашвал. Чекай бе, има ова нека логична објаснување. Сега постои некоја литература, некоја образложување. Ако што буба, таа буба, не може тој буба. Таа буба, да. Буба корели. Зошто машката буба шваба е нарекуваме машки во женски род? Затоа што Па може... глеј, може, знаеш Може што? се чувства Извини. така, денеска живееме во едно... Извини. Дојди да. Пошто буба е машки род, не, женски, се извинувам, таа буба, а шваба, тој шваба. Текно и сега може и ваму да се кваде исти. Нема, живееме во 21 век, каде што многу е нормално да се родиш како машка, да те именуваат како женска, така што ова прашање е исто така. Како Вања, например. Кој Вања? Денеска Вања као име, да. Денеска чувствувам од тебе малце поврзано кон некои други прашања, пример тука веќе сакаш да наметнеш нешто од ЛГБТ заедницата. Така е. Ја гласате за број 1 за Македонија, идеме во Европска унија. Доста служавме будалашти. И бубашвабата има права да живее. По Европска унија но не по секоја цена. Ова не е секоја цена, ова се основни животински права. Гласате за бубашвабата. Бубашваба Логан. 12 прашање. Ако животните можат да зборат, Добро. кој од нив ќе звучи како тебе? Слави. Се извади на Славиче! Славич! Јас сум Златно Славич. Добар се извади. Јас би звучал на коњ. Па тоа ти е блага некоја. Може и последно прашање, траже да напишеме на 50. Интересно е со тебе, Стварно, поинтересен си Ајде, уживо. Што сакате да ви Уживо си Кажете поинтересен. во коментар. Ама добро не ми те гледат уживо. 13 прашање. Зошто глуп човек си поминува полесно од памет? Ова морам да изфилозофирам стеј. Ја имам една теорија у животот, тоа ми е основен водич у животот, дека глупите луѓе се среќни, паметните се несреќни. И ја да имам се чип да се направам глуп, одма ми се направам, не дека викам дека сум паметен, али сум малце попаметен од глупите. Али, глупите луѓе све взимаат некако здраво за готово, се име убаво се радуваат на некои мали нешта, немаат некои амбиции, нити имаат од што да се разочараат. Така што, ова прашање ствари многу држи вода и моја теорија држи вода, размислите убаво дали сте паметни или глупи, ако сте несреќни, онда сте паметни, ако сте среќни, онда сте глупи. Стефан кажа дека ретко се радува, што значи он е паметен. Глуп сум јас, зашто ја немам амбиции многу, али у принцип да. Не, ама сериозно, не сум озбилно кога ќе размислам човек, стварно е тачно дека глупите луѓе поминуваат многу полесно животот, затоа што не може да се разочара, да човек се разочараш ти кога не правиш ништо. Така е реално. Например, Даре сегаш е среќен. Да, се познај камери мага. Гликам од среќа. Еј, протеза од женска до женска. Ваков газда. Добар си. Лепо, брато, толку е тоа беше глуп квиз со Марио Рангеловски. Јас ви советувам да ставите лайк, да ставите subscribe, истина на неговиот канал нема да заборавите, да го изгураме Марио побрзо до 20 стигна више. Ја полека, ама сигурно. Да, он ќе трае, ние што сме Ја ќе се пензионирам на YouTube, кога тргнав од почеток некако си ја заредив до пензионирање. Не, шална страна и на мој YouTube канал најскоро можда време ќе излезе видео со Стефан, затоа што не сум толку моќен као Даре да го намонтирам за брзо време. Не им кажуваме кога снимаме, али Даре тоа монтира за саат време одма е на YouTube. Ја мотивација. Така што лайк, шер, сабскрајбете, поддржете го Стефан да доура до 100k да славиме, тоа знаете дека 100k у Македонија е сериозна бројка. Абе, 100k ќе слави 100k. Какви врв? Ај, чао. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.